Почитувани гледачи, добро вечер. Вечерва ќе разговараме со господинот Бранислав Петровски, председател на Сдруженијето Романо Ило од Скопје. Па на самиот почеток, почитуван Петровски, презименјаци сме, да. Јас Петровски, вие Петровски, сакам да ве замолам лично да ни се представите, но и да ни кажете нешто повеќе и за Сдруженијето Романо Ило од Скопје. Да. Преди се ви благодарам за одвоеното време, што еве ни остапивте во вашата телевизија, ценета и респектирана, да еве и ромската заедница, односно Романо Ило, да се промовира баш во времето кога веќе е турбулентно и правиме огромни манифестации. Она што е, Бранислав Петровски е промотор и автор, истражувач, патописец, координатор, председател на Сдруженијето на љубители на ромска фолклорна уметност Скопје. Романо Ило постои од 98 година, значи регистрирани сме како здружение, имаме свој статус, програма, сето на делување. Регистрирани сме во 97 година, активно делуваме во 98-та. Фактички постоиме негде 27-28 години. Сдруженијето Романо Ило има своја замислена цел, визија, тоа е сочување, негување, промовирање на ромската култура. За да сето тоа не го постигнеме, ние сме ставиле еден акцент во самото здружение како едно мало министерство за ромската култура. А тоа значи, за да ги оствариме нашите цели, ние имаме повеќе сектори. Како што има едно министерство за култура, така и ние ги имаме. Сектор за издавачка дејност, сектор за театарска, значи за драмска, сектор за музичка, за ликовна, за нематеријално духовна, нели, за заштита на културното наследство, наука, образование, сите тие, значи, се во една форма, а сето тоа е потенцирано за да се негува, сочува, промовира и развие ромската култура, односно да се промовира ромскиот идентитет во Република Македонија. Веднаш сега сакам да ве прашам, кои беа причините и мотивацијата за создавањето на вашето здружение Романо Ило Скопје? Сигурно имало многу поводи, многу причини. Многу причини. Искрено да ви кажам дека потикот на сето ова е како иницијатор е професорот доктор Трајко Петровски од Институт за фолклор. Вашиот роден брат. Да. За жал почина. Така. Тој е видателот, генераторот за образованието, науката, историјата и културата за ромите, не само тука во Република Македонија, туку веќе и пошироко. Тој го разгледа, односно, тогаш беше во времето кога доаѓа во плурализмот, времето на невладините организации, сето она. Гледавме дека во општината Шуту-Ризари, па и во Скопје подале пошироко, ромската култура како да е била дехидрирана, изумира, сето она, а веќе тој и како вработен во Институтот за фолклор Марко Цепенков, кој веќе може да ги слободно да ги поздравам целокупниот персонал, таа куќа е наша и како матична, затоа што веќе 20-30 години, иако немаме канцеларија, сите наши културни активности ги реализираме, односно почнавме да се собираме, да се надеме и да оттаму произлегува таа искрена убавината на идејата, на добрите проекти, односно иницијативата за реализација на тие добри проекти. Она кога видовме дека после времето на Рахим Бурхан, значи театар, кога веќе Пралипе згаснува, они направија што направија тука, сакале да ја шират културата малку и надвор, веќе почна да згаснува. После нив доаѓа театарот студент, ние сме веќе третата генерација која што почнавме преку театарот и така почнавме веќе да се активизираме, да гледав дека имавме еден проект едукација на детето, борба против алкохолот, сида, се тоа. И ние со тој проект, наместо да ги реализираме за дебати и трибини, ние ги направивме една театарска перформанс, каде што децата ги анализираме, ги канализираме, да преку визуелно сите тие пороци да ги презентираме и така Романо Ило е оснивач на Лица без маски во МКЦ што ги организира овие. Тоа беше гимназијски театарски смотри и оттаму ние почнавме веќе да го работиме и нашиот театарски фестивал кој што оваа година ќе биде 22. Она што е многу значително
да го кажеме, затоа што ние имавме една трибина на дебата. Ги собравме студентите, младите, и кој ги прашав, кој видов како си ги кажа своите чувства дека културата се губи и сето она, Романо Ило, јас како Бранислав Петровски, застанав на сетото и реков: еден ден ќе го имаме нашиот националните институции, еден ќе имаме Ромски национален театар, ќе имаме Ромски музеј, ќе имаме се. Малку тоа, сето тоа го има во визија и во нашата цел во програмата, лека по лека се прави, но сепак политиката е политика, своја си го прави. Така. Ама интересно е треба и време и средства. Како да не? И она зашто го кажав, моите зачетоци, моите кораци и мојот ментор е професорот доктор Трајко Петровски и професорката Елси Илмачич-Дунин од САД. И менторите нормално од Институтот за фолклор Марко Цепенков. Што значи, зошто ги потенцираме? Што е тоа карактеристично? Првата работа е тоа што ние издадовме една книга за Ѓурѓовден Ерделес. Ова книга е издадена со тоа да се сочува ромскиот идентитет, традицијата и обичаите, каде што карактеристично, ова беше за 30 години од работење на професорката Елси Илмачич-Дунин, но овој пат во 2018 ние го организиравме 50 години од значајната работа нејзина во полето на сочување на ромскиот културен идентитет и веќе ние го заштитивме во УНЕСКО традиционалниот празник значи преку Институтот за фолклор Марко Цепенков, преку една бугарска организација и од Турција, ние, значи 3-4 организации веќе дадовме барање и веќе било освоено преку Министерството за култура и преку она што е Дирекцијата за заштита на културно наследство. Она што е карактеристично, зошто го потенцираме? За прв пат во историјата на ромите, ние во партнерство со Институтот за фолклор Марко Цепенков го организираме првиот меѓународен научен симпозиум. И замисли, ние веќе од таму, веќе направивме и 2 меѓународни научни симпозиума, а ја тука имаме ова е од првиот меѓународен научен симпозиум. Тоа е зборникот на трудови, каде што сите доктори на науки од целиот свет беа дојдени тука и сите си ги кажа своите импресии, како се живеат ромите, како... Ова е многу вклучно прашање, каде што ние од тука направивме една декларација, затоа што преку ова, тоа што и времето да се добијат декадата на ромите, затоа што во образованието клучот и ние декларацијата ја подпишавме, ги подпиша сите и рековме дека без образование не можеме никако ништо, а за да се направат целта, да се едуцират ромите, мораме да имаме финансиски средства. И затоа е постојана и таа декада. Значи, ние сме иницијатори на таа декада, што веќе 10 години децата веќе имат и студенти роми, веќе има и доста што може да се пофалиме веќе во ова време, дека имаме доста интелектуален кадар. Господине Петровски, се гледа дека имате многу што да ни кажете, да презентирате пред пошироката телевизиска јавност, но сакам да ве замолам сепак да издвоите дел од тие ваши активности и затоа моето прашање е кои активности и проекти досега ги реализиравте како здружение и што ќе издвоите? Знам дека имате многу, ама неколку веќе спомнавте, кажавте. Да. По сите овие веќе рековме дека во науката и во образованието веќе го има тој меѓународен научен симпозиум, рековме во секторот за театарот дека веќе во таа дејност имаме организирано 22, значи веќе 22 театарски фестивали, поред театарскиот фестивал е оваа година во октомври. Рековме дека во дејноста, во секторот за дејност за театарот, веќе имаме наш ромски театар, каде што веќе во континуитет тоа веќе работиме, благодарение, сега можам да се пофалам во јавноста, дека имаме добра соработка и подпишан е меморандум на соработка со факултетот за драмска уметност, каде што веќе и нашите веќе после 19:30 веќе таму вежбаат и првата екипа и втората екипа, значи каде што едноставно добијат 20 млади деца, средношколци и основношколци сертификати каде што ги посетија тие курсеви и она што е најбитната работа. Морам да речем дека деканот многу ни дава влијае, значи оново расположение и сите професори од таму, каде што ќе покреме ние иницијатива Романо Ило во ова конференција што ќе биде на 22 Ромски аматерски театарски фестивал, да ние покренеме иницијатива да ги организираме за прв пат во историјата средношколските и основношколските театарски смотри. Што ние сакаме?
Романо Ило не работи веќе само на проекти, ајде направиме театар и да направиме ова. Конкретно ние сакаме да ги детектираме талентираните среднисти деца, да им вродиме убавина, талентот, да го видиме кај нив дека да, тие постојат и сакат да се едуцират, а веќе сакат, тие имат талент. Ние сме за тоа да им отвориме вратава и на некој начин да им помогнем да одат на факултет, да се ја завршат, мислам, она академска година и да отвараме ромски театарска институција. Мислам дека со возбуда ова го кажувам, господин Петровски, дека добив и сигнал за да можеме, доколку ги најдеме талентираните студенти, и ако имаме малку подршка од владата и од амбасадите или дипломатскиот корпус, малку донација, расположен е деканот да се отвара група на роми на ромски јазик, за да имаме нашите магистри, професори, макар 20, тројца или четворица, па и другите, нека бидат од македонци или од албанци професори, верувам дека они сакаат да ни помогнат да имаме таа група, за да можеме за 3-4 години да имаме академски граѓани, актери и режисери, а паралелно на тоа, Романо Ило ќе покрене иницијатива да се основат и отварат процес да се формира ромски национални институции како театар на ромска драма, како национална институција музеј, да биде национална институција, да кажам, библиотека. Зошто да немаме? Фактички едноставно во Качеве, затоа ние сме во преговори со универзитетската библиотека, со академијата, со сите национални институции, сите сака да ни помогнат. Клучот е во мене, клучот е во нас ромите, а клучот е во образованието. Доколку ние сите заеднички, единствени, заедно со политичките субјекти, кои што многу играат улога тука, да можеме на некој начин да направиме средства, да можеме на некој начин да влијаме во ромската заедница, популација, веруваме дека ќе извлечеме секоја година најмалку по 5, 10, 15 студенти и верувам дека за краток период од 3 до 4 години, лека по лека, првата институција ќе се дојде, другата, третата, како што ќе се оспособат, нашиот сон ќе се оствари, а тоа е сонот на Бранислав Петровски, сонот на Сдруженијето Романо Ило, сонот на сите роми, сонот на оно што го ветува уште 97-98 година. И јас сосема ве разбирам и ве поддржувам и ви посакувам да ви се оствари тој сон, бидејќи имате многу добра основа, како што рековте и самите пред малку, го имавте Пралипе, го имавте Рахим Бурхан, еден извореден театар и режисер, и навистина покрај македонскиот, турскиот, албанскиот театар, верувам дека ќе се основа и ќе започне да работи ромскиот театар. За ваша информација, извинете само што ви прекинав. Многу е значено тоа да го кажам дека Рахим Бурхан беше иницијатор за 2018 година, која ја направивме првата конференција тука, и он беше со мене, секојаш даваше елам. Бевме до Мими Талевска, која беше декан во факултетот, бевме кај заменик министр за култура, тогаш таа година, бевме кај нашиот Неждет Мустафа во кабинетот кај него, во сите релевантни наши политички субјекти, и сите ни ја давале таа поддршка. Иницијатор за оваа драмска, значи за национален театар, значи за ромите, е Рахим Бурхан, заедно со нас. Ни помогна исто така Неджо Осман, исто така, може да кажете, од таму. Сега, специјално од Германија ни доаѓа и брат му, овој Самио Осман, каде што свечано ќе отвори таа манифестација, зашто тој беше на поетските вечери. И тој ми ласка, така да кажам, горсум на тоа што кажа, после 20 години доаѓам на сцената на поезијата. А сега, после 40 години ќе дојде во даските што живот значат. На театарската сцена. Тоа да го потенцирам, што значи, имаме поддршка од сите тие. Спомнавте организации, институции со кои се работувате. Пред се го издвоивте Институтот за фолклор Марко Цепенков, но исто така го спомнавте и го издвоивте Факултетот за драмски уметности. Ама сакам да ве прашам, да не заборавиме некого, да не испуштиме, кои се тие други институции и организации со кои се работувате, бидејќи знам дека таа соработка е многу значајна за вас и без нив фактички вие не би можеле да ги реализирате овие бројни сериозни активности.
Може да избоите неколку. Неколку ќе ви одвојам сега вака. Да. Да не испадне дека Бранислав Петровски само онака го зборува тоа, дека Да. кажува, во јавноста сепак луѓето нас не знаат, не ценат, не почитуваат, може да кажеме дека ние со Институтот за социолошко-политички правни истражувања, веќе во контакт сме со тие професори, затоа што и тие учествувале во самиот симпозиум и во првиот и во вториот дел, значи и со нив исто така соработуваме со Институт за национална историја, каде што едноставно трите автори ја направивме првата историја. Значи, ова е факт, кога го зборам дека тие се наши ментори, мои ментори, советници, за тоа, значи, ја направивме првата историја во македонски јазик, планираме сега ова историја да направиме и во други јазици, за да можеме, пример, јавноста да знае за ромите дека имат корени, датираат од некаде, доаѓаат, има свој богат фолклор, своја традиција, има свој јазик. Значи, ние сме исто народ како и другите. Ние веќе не сме како етнички. Значи, ние сме граѓани на Република Македонија. Она што ние сакаме да потенцираме дека соработуваме и сакаме да бидеме равноправни граѓани, затоа веќе сме и во преамбулата и во уставот како равноправни граѓани. Сега, ако сме равноправни граѓани во преамбулата и во статут, ние ги уважиме сите ние закони, односно сите права како исто и тие други. И затоа ние Романо Ило си ги бара правата во рамки на можности таму каде што може, односно и заслужува. Она што сакам да кажам, ние соработуваме исто така, значи Романо Ило во 2020 покрена иницијатива за една акција на хуманитарна солидарност, односно за еден проект наставен како ромско културно движење. Што ни беше тоа? Направен е елаборат и доставен до Министерство за култура, до председателот, до сите релевантни проекти. Тоа значи дека Романо Ило подпиша меморандум на соработка со Музеот на Македонија. Почнавме со нив. Кога сме во тие сектори за изложбата за уметноста, со нив успеав Романо Ило, јас како Бранислав Петровски, со Саe Рома, каде што едноставно имаше прекрасна изложба на професорката Елиса Иванчи-Дунин, 140 фотографии, дошле и од Словенија, од Хрватска, значи имаше тука еден семинар, ја вишле изложбата и ни кажа, сакаме ова изложба да ја пренесиме надвор. И веќе изложбата со документарниот филм на магистрот Даниел Петровски, за во кој што композициите што ги направи за музиката, мислам, е снимено во студиото на Симон Петровски, мислам, таму веќе го направивме тој документарен филм и добивме награда во Белград. Романо Ило има подпишан меморандум на соработка со Етнографски музеј во Белград, со Етнографски музеј во Загреб, со Етнографскиот музеј во Пазин, во Риека, во Загреб. Значи, во Загреб втората изложба веќе која направивме таму, дошол нашиот амбасадор од Република Македонија таму, Назив Џафери, мислам да беше така. Господинот дошло ја отвори манифестацијата и за месец дена ме повика, ми даде признание промотор на ромска култура во Република Македонија, Балканот и пошироко. Тоа ми беше посебно чест и задоволство, значи сето тоа да го направиме. Чест ми беше задоволство Саe Рома, што бевме во Дубровник и таму го подпишавме тој меморандум на соработка. Сите овие изложби во секој град беа над 15, односно 30 дена. Тоа ми беше посебно чест да го презентирам богатиот фолклор. Во самата изложба имавме и постаменти од нашата ромска традиционална носија. Имавме книги, јадења, храна, значи сето тоа, се што е едно битие што го представува една нација, еден народ, тој мислам идентитетот, ние тоа го промовиравме. Значи Романо Ило не соработува само со едни и други, значи имаме круг на пријатели, и тоа не само во Скопје или надвор. Ние сме пошироко и во Македонија. Имаме подпишано меморандум на соработка со центрите за култура во Куманово, во Велес, со Джинот, со музеите, во Битола исто така ја направи. Значи, Романо Ило е видателот, генераторот за развојот и промоцијата на ромската култура. Убаво кажавте во почетокот на овој разговор дека вашата првична и основна, главна, би рекол, генерална, централна замисла е да бидете еден вид министерство и да ги имате сите тие сектори. Абсолютно. И да работите во сите сфери. И книжевност, и театар, и филм, и културно наследство, и слично.
се разбира дека голема е улогата и мисијата на вашиот роден брат Трајко Петровски, Апсолутно. кој што работеше во Институтот за фолклор и сигурно тој бил иницијалната каписла, односно темелот, да речем, на ова ваше здружение. И убаво е што вие продолжувате многу активно, многу сестрано. И затоа нема да ве прашам, а гледам дека имате бројни идни планови како здружение, значи навистина многу широк спектар на активности. Но неминовно е да ве прашам колку денес ромската култура, јазик и литература се присутни во општеството, односно во Република Македонија. Како вие гледате? Доволно ли е, недоволно? Сето ова е, може да кажем дека нешто е направено, Добро. не може да кажеме дека не, Така. но не е доволно. Не е доволно. Зошто ќе кажеме? Тука игра улога повеќе фактори. Така. Не можеме ние да кажеме дека државата, владата, дека недоволно финансира, не прави. Да, ако кажеме дека недоволно финансира, ние не можеме во година со еден проект да обстанеме. Така е. Ако кажеме дека, ајде да кажем дека не сме министерство, може да кажеме како институција која ги има тие дејности. Да не играме улога сега, ние сме политички владини. Ние сакаме да бидеме малку поскромни, да кажеме некоја се институција, здружение. Здружение, така. Што е работа? Поента е во тоа што креирањето, лошите креирани политики се, едно се зборува, а друго се прави. Така. Ако велам дека јас би сакал да се пофалам од владата на Република Македонија, јас сакам секогаш да се пофалам од Министерството за култура, јас сакам да се фалам од општината Шуторизари, јас сакам да кажам дека имаме добри политичари, дека финансирани се проектите. За жал, ќе испаднам дека некоректен од реалност. Така, не е така. Зошто? Затоа што ако толку тие финансирале, Да. каде сме ние немаме една национална институција. Так. Ајде не мора институција, дирекција, канцеларија. Така. Нешто да има некој си Свој совет простор. за културата. Так. Во ниедна институција не постои. Сакам да се пофалам од нашите градоначалници од општина Шуторизари или од општината, која што едноставно име да кажам 29 години постоиме како општина, а имаме едно културно-уметничко друштво. Немаме едно катче. Јас сакам да се фалам да имам културен дом, да имам се тоа. Како да се пофалам да кажам дека да, допринеле, направиле. Кога нема. Кога нема. Како да се пофалам на нашето Министерство за култура, каде што едва по еден или два проекта финансираат. И сега Годишно. И тоа годишно. Не можеме, ние имаме 6-7 сектори, дејности, и не може ромската популација, не само Романо-Ило, може би има и другите, Така. да на некој начин, и тоа што сме 2,5%, 2,6%, и тие пари да не ги добиваме. Така. Значи, финансиски, 0,5, 0, некој си посто таму да ги добиваме. И што сакам да кажам? Едно време до пред 2018 години, значи тогаш, ние некако аплициравме во повеќе сектори, добивме проекти, имавме 6-7 проекта од сите тие области и можеме во континуитет да се промовираме, имавме работа да се промовира. Во секторот за, да кажем, за драмска имавме проект. Во секторот за издаваштво, ајде по една книга ќе направиме или по СКВЧ. Во секторот за изложби, за уметност, за интердисциплина, направивме. Кога ќе гледам и во, да кажем, во секторот за нематеријално или духовна ова, некако во оваа година, во последните, да кажем, овие 5-6 години, 10 години, од 2018 наваму, јас не знам што се промени од ставот кога била министер Стефковска, нели, па и другата исто така. Гледаме на некој начин се фокусират и тоа е многу лошо, и тогаш кога беше и Ало Ѓозовски веќе за тоа време, јас бев кај него и му кажав лично, овој став сега што го правите, зашто имавме ние средби, тогаш нели пред објавување на програмите и кажа што, кој и како. Јас таму потенцирам. Како јас ќе се ја презентирам мојата ромска култура, или не само јас, и другите. Ова што ти го зборам со сите тие болни лица кои што сакат да се ја негуваат културата и од другите заедници. Така.
каде што рековме, не можеме ние со годишно ниво еден проект да направиме и готово. Ние дадовме. Премалку е. Не може. Ние аплицираме 10 издавачи, имаме доста поети. Да. На кого попрво да го промовираме или да бараме средства за да кажем да се издаде книгата. И сега кога тие веќе донесоа став друг, секоја организација, институција на годишно се може да аплицираат во два сектори. И ништо повеќе и тоа да се извиме по еден проект. И сега не можем сега во ова година, цела година да направиме само за издаваштво. А каде е театарот? Каде е пример изложбите? Каде се другите? Значи треба да чекаме ова година вака, до година другиот, до трете. Ја затоа. Дисконтинуитет. Ова што го зборам сега, затоа покренав иницијатива на нашиот следен сега фестивал што ќе биде и ќе имаме една конференција, каде што сакам да ги поканам сите релевантни субјекти, политичари наши, институции, Министерство за култура, дипломатскиот кор, ОПСЕ, ОДИХР, кои сите нека дојдат. И ни доаѓаат гости од Бугарија, Национален совет, што ми е овие национално вјече, така се вика тие, од Србија, од Хрватска, сите да дојдеме заеднички и да гледаме тој модел, како ти успеваат таму да работат. Во секоја држава има центри за култура. Читалишта викаат се центри во Бугарија. Ги има да видиш внатре како се како институции огромни. Каде сме ние? А ние сме демократски, подцивилизирани, ајде да кажам сега, може би тоа лошо действува, ама поедукативни или ја имаме таа демократија тука, полиберални сме тука, за разлика од нив таму. Затоа што тука имаме министри во владата, имаме, да кажам, политички субјекти кои што делуваат, па имавме и пратеници, ова година немавме овој пат, имавме, значи, во сите релевантни институции наши кадри. Ама немаме она што нам ни треба, затоа што културата е душата на човекот. Така. Музиката е душата на човекот. Човекот умира, се раѓа со музика и умира со музика. Так. Ако ние културата, душата на човекот не му ја даваме да се да дивне, да диш, онда кој сме ние? Так. Како ние ќе се представа сите да викат дека ние сме роми, мислам во семинари, во тие културни активности ќе се презентираат, кого ќе го представат? Кој ром? Кога тие не зборуваат ни ромски, кога не се презентира доволно јавност дека се роми, чак што више едноставно не знам како да дехидрираат ромите. Сите ние облечени убави вака сме, ама ромскиот јазик не го презентираме. Децата мали не ја знаат ромската азбука. Јас се прашувам Министерството за култура, владата, дали размислува да се отварат такви центри да се едуцират. Нашата генерација која беа порано, беа подругачи. Колку толку ние игравме, имавме театар, се занимавме со нашите игри. Еден од проблемите е и мобилната техника, интернетот, да кажам, информатиката. Се занесовме сите во тоа, по школите, немат работилници, никакви активности, како што беа драмски, ОТП или нешто друго. Ги нема работилници, ги нема надпреварите, ги нема ништо децата да ги детектираме и да бидат тие наши амбасадори. Нема ништо. Затоа апелираме, значи, до сите релевантни владини институции малку да работат посебно во културата, да се одвојат тие средства, да се има такви активности, доста веќе со тие политики, доста веќе со тоа, знаеш, тормозирани сме сите ние. Посебно со тоа веќе, ајде да кажеме, има сега вработување, никој не се жали сега, има работа, има се, владата го направи тој, го достигна тој процес за вработување. Океј, работева е културата, не само ромите, и другите етнички заедници, мислам, народи, да не ги зборуваме етнички, значи народи, бошњаци, турци, власи, па и македонската популација. Верувајте дека се соочуваме ние со тоа, ние од културата што зборуваме, се соочуваме со проблемот дека нема кадри, нема луѓе, нема деца. Еве, фестивал ќе организираме, ги молиме децата да дојдат и не се заинтересирани. Значи, едноставно нема активности. Ако ќе соработуваме со школите, затоа ние соработуваме со школите, кои ќе им кажеме дека вие во наставната програма, секој дете треба да во тој македонски јазик што ќе учи, или ОТП, или некои си други, треба да имат активности. Порано беше секција по биологија, по хемија, по физика. Имаше различни надпревари. А сега немаме ништо. И да направиме сега, пример, да кажеме, ајде да отвориме, еве да кажем, смотри, фолклорни. Немат активности. Никој не знае ни да игра, нема ништо. Со што ние ќе се презентираме носијата? За жал, храната не може да ја направат. Пример, да кажем, јадењата.
традиционалните јадења. Не знаат младите ништо ни да готват ништо. Се научи со сендвичи, со тие работи други. Ги направивме паразити децата. А тука треба владата, Министерство за култура, политичкиот субјект, општини, и ние како родители, па и организацијски, треба да се формираат такви активности за да се анимира децата, затоа што Македонија е огромна богата со фолклорот. Македонија може да се развие со туризмот. Туризмот влијае во секоја пора, и во село, и во град, еве во Шуторизари. Знаете ли вие колку треба ние да работиме во тоа, да ги доведеме инвестициите, односно да работиме со туризмот, да ги донесеме сите од надвор, и тука можат и нашите роми што имат куќи надвор, може тоа да си ги остапуваат, да направиме трансформација тука, да ги издаваат како преку букинги. Може да се отварат агенции за развој за туризмот, свадбите, обичаите, традицијата, носијата, пазарот, па во другите места, мислам, руралните средини, постои можност, секое село може да направи своја традиција, свој обичај, туристичките агенции да си работат и да ги стават во мапа, во активности, и да следната година веќе аплицираме заедно со Министерство за култура, да ги доведеме странците тука, да кажат дека Македонија може да биде горда туристичка дестинација, и тука хотелите и сите да оживеат. Едноставно можеме ние да живееме од туризмот. Но, за жал, или некој не сака да се фокусира и да работи со тоа, или некој не сака да пружа рака на соработка, или некој па сака некако да забегуваат, и кај нив се само тендерите, политиката, како да нешто, да не спомнам за криминалот, корупцијата, тоа не ме интересира воопште, тоа нека си го направат тие кои што сакаат да си го направат, но ние сме тука да дадеме инпут, да можат да има разбирање, да не викат културните работници и да не нудат нешто. Што вие планирате за оваа година? Што планирате за следната година? Како вие можете да донесете инвестиции? Романо Ило, Бранислав Петровски, јас можам секоја година да донесам по 2-3 милиони евра тука инвестиции, доколку некој сака да соработува и како. Еве 15-16 година го организираме Ромафест, 17 година згаснува, го нема. Не ни е поддржан. А Ромафест е манифестација што може да го направи и те како да се тоа актуализира. Сега за ваша информација интересен податок, само една минута. Да. Дошло е од Германија, сакал со мене да направи интервју. Кога го презентирав проектот за Ѓурѓовден, за РДЛС, затоа што ние почнуваме до втори, каде што се купува традиционалното јагне. Така. Знаете ли колку странци може да дојдат и потенцират за тој празник, кои што едноставно може да дојдат и да го гледат како се коле јагнето, како се прави, затоа што е веќе заштитено од УНЕСКО. Ние можеме со ковачлукот, со тие што го имаме, што е веќе во изумирање, може да го развиеме туризмот тука. Ние можеме со ромската свадба, ако ја има галичка свадба, можеме и ние тоа да го направиме и да се промовира и да се имат многу елементи и богат фолклор и носијата и музика, каде со тоа можеме ние многу инвестиции да донесеме. Почитуван господине Петровски, спомнавте многу идеи, многу активности, многу проекти. Верувам дека дел од нив се содржани во вашата програма за иднина и дека навистина ќе реализирате дел од овие активности. Разбирам дека сакате развој и напредок, а не вакуум и стагнација и криза. Конзервираност. Апсолутно. Никој не ја сака таа статус-кво состојба. И со право вака реагирате и говорите, затоа што има голем број автори што пишуваат, што се присутни и од ромската заедница. Исто така, како што кажавте и самите, голем број од нив сакаат да се занимаваат и со театарот, верувам и со сликарството, и со филмот, со уметничката фотографија и сите други сфери од културата и уметноста. И посебно сега сакам да се задржиме на Ромскиот аматерски театарски фестивал Гарав де Муја. Вие сте негови организатори, па нешто вака накусор, накратко да не запознаете, бидејќи, како што рековте пред малку,
Сега се подготовките на 22-то издание на фестивалот и накусо, што може публиката да очекува од годинашниот програмски концепт? Вака, многу прашања поставите, баш во приоритет. Да, сега е актуелно. Тоа сега е веќе актуелно. Значи за 10-15 дена, односно 20 дена, значи од 5 до 6 ќе се организира 22-тиот Ромски аматерски театарски фестивал, поддржан со задоволство, може да кажеме, оваа година со малку позголемен буџет од Министерството за култура. Можем сега да се пофалам. Да. Деломично малку, ајде да кажеме. Так. Оно што е карактеристично за овој фестивал, ќе не има во план беа во програмата да бидат учесници 8 театарски представи. За жал да немање на доволно финансиски средства, едната се откажи затоа што во последен момент ако најдат средства за патните трошкови, можеби ќе дојдат. А ако не, мислам дека не. Но имаме 7. Две театарски перформанси ни доаѓаат од Хрватска. Едниот е студент, односно заврши академија и ќе имаме форум театар, ќе се презентираат од Хрватска, а другата е од, мислам, тој е од Загреб, а едни доаѓаат од Пула, Арена, кој што е во континуитет, од како почнува фестивалот, веќе они секојаш доаѓаат и ни носат убави пораки од таму и добра содржина. Значи, имаме од Србија, пралепени доаѓа од Пирот, една екипа, и доаѓаат од Германија, како што рековме, сами осма, ќе се представи со еден прекрасен мюзикл, Павол Лампа, така нешто, и за Холокаустот, за животот. Значи, има некоја комбинација што ќе направи во секој случај во тоа. Романо Ило ќе се представи со 2 театарски представи. Едната е детска, каде што и таму веќе и карактеристично на овој фестивал е тоа што на свеченото отварање ние ќе ги отвараме, ќе го објавиме конкурсот за основношколски и средношколски театарски фестивал. И воедно ни доаѓаат и една екипа од еден неформален, односно самостојни актери од Куманово. Така да таа плејада на сето тоа ќе биде, мислам, богатиот репертуар што го има. Мислам дека назначува дека жедни сме за театарот и има што да се направи. Сето тоа ќе биде во 2 дена во Младински културен центар. Тоа сакав да прашам каде, значи во МКЦ. По четвртокот. Ние сега 2 дена, но во соработка со Факултетот за драмска уметност, како наши партнери, помагатели, двете представи ќе се одржат во Факултетот на Драмски, каде што значи на ФУДО и на МКЦ. Добре. Сега сме во дилема, односно во организацијски дел, очекуваме сигнал од нашите кои што веќе посредуваат да на 7 од 10 до 13 часот планираме дефинитивно да организираме таа панел дискусија, односно конференцијата, каде што тука ни учествуваат и гости од Србија, од Далибор Накич, тој е председател на Советот, таму што е Национални савет, они вика таму, и доаѓаат една софиска група, кои што доаѓаат од Бугарија, од 10 града, и мислам тоа ќе биде многу значајно за нас, ни доаѓаат од Хрватска исто така делегати, и тоа е оно што ние сакаме Романо Ило да покрене иницијатива, да зацртиме 3-4 институции. Првата ќе биде како институт за развој на ромска култура, да покренеме процес за основање со статус, со сето на Балканска ромска културна федерација или фондација, да имаме еден, да кажеме, една дата база, седиште, кој што ќе даде и ќе раздаде информација од целиот свет, каде ги има институциите, каде има донатори, каде ги има настани, кои се тие релевантни, тие актери, односно дипломирани, и сето ова ќе биде во капа на модераторот Даниел Петровски, тој е етнолог, работи во Институт за фолклор, инаку син ми е, автор на Трајко Петровски. И само да добре, фамилијата Петровски да ти кажам, одлично е активна, работи во културата. И мора да ти кажам дека ние работевме и со Македонска опера и балет, каде што таму ги имаме Ернест Ибраимовски. Тука ни е Джијан Емин од Филхармонија, Бајса ни е тука, ни дава поддршка. Бајса Рифовска, да. Значи, ние имаме тим.
Романо ги има компетентниот тим, Така. академски граѓани и не случајно зборам дека ние сме видатели и генератори за развојот на ромската култура. Може би ќе ме извинат и гледачите и нашите актери, односно и членови на организацијата, ако не ги спомнев или некои институции, како што е и етнолошкиот факултет Мирјана Мирчевска, значи ние тука исто така соработка и мислам дека значајна улога игра Романо во развојот на ромската. Сакав да ве прашам пред малку, ако може да ми го преведите, Гаравде Муја. Скриени лица. Скриени лица, Скриени значи лица, така да. се вика фестивалот. Скриени Ви благодарам многу за овој разговор, за оваа средба, бидејќи навистина ни презентиравте бројни информации и верувам дека јас лично, ама и гледачите дека се импресионирани од сите овие ваши активности, бидејќи вие навистина многу сериозно, многу посветено работите за македонската, ама во тие рамки и ромската култура. Значи, ромскиот јазик, ромската традиција. И сакам на крајот, бидејќи сме на самиот крај од емисијата, и со рака да ви честитам за сите овие бројни ваши активности и резултати. Бидејќи видливо е во јавноста дека сте мощне присутни, мощне активни и уште еднаш еве ви благодарам што одвоивте време и за оваа наша емисија и верувам во некое скоро време повторно ќе се видиме. Се надеваме. Ви благодарам што ми одвоивте време.